среќата на Вселената, нашата цел е толку голема. Ние сме решени да ја направиме сречна целта Вселена. Доктор Абдулџабар Боран го заврши своето универзитетско образование на Факултетот за природни науки во Анкара, на одделот за физика. Магистерските студии ги заврши во Нуклеарниот истражувачки центар во Анкара, стекнувајќи ја титулата магистер по физика и инженерство. Докторатот го направи на тема енергија, материја и закони на брзината. Во дирекцијата за нуклеарни централи при турската електрична компанија работеше 25 години како инженер, главен инженер и заменик директор. Доктор Абдулџабар Боран во 2018 година во Германија го основа ЗВ, на турски познато како Сдружение за цивилизација, знаење и добрина, Midnight Treffen Her Вефтерни. Целта на ова здружение е да им ги објасни и пренесе на луѓето 7 фази на љубов и среќа опишани во светите книги, да ги научи и да им биде водич на нивното патување по патот на љубовта. Со конференции што се одржуваат пред во Германија, но и во многу други европски земји, оваа голема цел брзо напредува и секојдневно се зголемува напорот за да се допре до поширока публика. Да се биде човек е возможно само преку љубовта. Аллах сака сите ние да ја научиме љубовта, да ја живееме љубовта и да ја пренесуваме љубовта. Центарот за среќа на универзумот, основан од доктор Абдулџабар Боран, преку Ибрахим Лев, кам емитува на 12 јазици и ја пренесува универзалната порака за љубовта и среќата од светите книги до целиот свет. Одекот што Ибрахим Лев го постигна за кратко време на социјалните мрежи и епт покажува дека остави трага во срцата и умовите. Сите свети книги повикуваат на љубов. И Тората, и Библијата, и Куранот се повик на љубов. И Тората, и Библијата, и Куранот се рецепт за љубов. И Тората, и Библијата, и Куранот се гаранција за љубов. Доктор Абдулџабар Боран е ректор на Chesapeake University of Theology, првиот онлайн универзитет за суфизам во светот, основан во 2009 година. Chesapeake University of Theology ги воспитува своите дипломци како амбасадори на љубовта. Овие дипломци, кои со своето образование зрачат светлина околу себе, стануваат примерни водичи за човештвото. Образовните активности веќе стигнаа и до децата. Веќе повеќе од една година се одржуваат предучилишни едукации засновани на суфизам за девојчиња и момчиња. Оваа програма, преку повратните информации од родителите и децата, покажува дека децата се воспитуваат како личности полни со љубов, споделување и чувство за одговорност. Се спроведуваат заеднички активности со многу образовни институции за да се пренесат вредните достигнувања во областа на образованието и во други земји. 9 дела што досега ги има објавено доктор Абдулџабар Боран, на систематски начин им ги представуваат на читателите љубовта и среќата преку 7 фази и 4 степени на предавање, подкрепени со стихови од светите книги. Целта не е знаењето да остане само на страниците од книгите, туку љубовта и среќата што Бог им ги подарил на луѓето, да се живеат во секојдневниот живот под водство на светите книги. Сдруженијето за цивилизација, знаење, добрина и благосостојба не делува само во верската сфера, туку со мисија да обезбеди корист за сите слоеви на општеството и во економската и социјалната сфера. Со љубов ги прегрнуваме сите луѓе, со цел да подадеме рака на болните во болниците, на осудените во затворите и на постарите лица, да им бидеме надеж и поддршка на секој од нив. Сакаме да бидеме од корист за сите. Не само на нашите членови, туку без разлика кој не сака или не сака, со љубов ги прегрнуваме сите 72 народи. Веруваме дека љубовта е заедничкиот јазик на сите луѓе. И јазикот на објавата од Аллах е јазикот на љубовта. Ете, тоа е нашата цел, тоа е трудот што го вложуваме на патот на Аллах. Токму за да го оствариме оваа ЗВ е основана, иншаллах. Аллах да е задоволен.